15-та седмица на Законот за јавности почнала на 13.9, завршила на 17.11. Што значи колку временски период трајава една седмица. Ова само по заувертира, да се знае сепак во јавноста, да не се создава погрешен впечаток дека ова седмица, поради Трајко Велјашки кој го представува, трајала 4 месеци. Ова седмица трајаше 1 месец, од 27 март до 27 април. Колеги и пратеници, еве и до почитуваната јавност, сакам да ве информирам, сепак вие треба на крај да одлучите во однос на барањето за имунитет. Јас кога бев на распит во судот, пред да прекинат распитот, затоа што согласно пратеничкиот комитет дека не се произнеси собранието, не може да продолжат, но од страна на обвинителството ми беше предоставено кои се тие действија кои се стават на терет на Трајко Велјашки. Еве јас само ќе ви кажам, ќе ви прочитам кои се тие, затоа што во барањето одека не е поставено обвинението кој што се товари од еден пратеник, не само ово, јас пратим не ви претhodно. И знам дека на другите комисии за другите пратеници кои се зема, пратениците бара имаат сознание за да предозват. Овдека зажал и порано како се правило, може би треба да се измени праксата, во кој што се бара поради основано сумнение за сторено кривично дело тероризам, терористичко загрозување на станиот поредок и безбедност по член 317 од каза. Бара да се одземе имунитетот за да се дебелка припит. А зошто тоа се бара, кои се случаи не се урadi. Јас можам да ги предочам, пошто како осомничен, пред да се прекини, страна на обвинителството беше предочено кои се тие 4 осмици. Јас горам по делот кај што ја како осомничен и никој не сакам да навлезам во делот на другите лица кои што се осомничени. Првото, вика Трајко Велјашки во својство на председавач на собранието требало да оневозможи избор на председател на собранието од новото парламентарно мнозинство со координирање на пратениците од коалицијата предводена од ВМРО и спротивно на член 78 став 2 деловникот, кога тогаш пратеникот Оливер Спасов по поддржувале 10 пратеници побарала измена во редослед на точките од дневниот ред истиот него дозволи. Второ, во 14 и 17 Трајко Велјашки испратил порака до Никола Груевски со содржина да ве информирам дека заедно имаше преско собранието и процедурално на седница и најави дека на мнозинството ќе ги избере председател на собранието. Местото може да биде во сала, ходник, на скали, роман, на правник. Тоа е вториот. Третото е во 16.4 форвардирана порака до мене од Никола Груевски, кој што дојде од Панче Кралев, во кој што се Панче Кралев не форвардира, тој форвардира само пораката до мене. Од други информации, човек што дојде од собствено за тала, денес за кладне почнат 17 часот се спрема изборна тала за председател по иницијатива на СДСМ. И четврто, во 18 часот, преку ред, Трајко Велјашки ми дал збор на пратеникот за Кирија Ибрагимов. Јас можам накратко, не би сакал сега да не замарам јавноста, а и вас, прije што се до 15. Сите овие се собраниски и деловнички постапувања, не само на Трајко Велјашки, него и на минатите и нивниот и на ините председатели на собрание, кои што
во моментот кога ја водат седницата, постапуваат овластно деловникот и законот да се брани. Јас само ќе кажам накратко за овие работи. Реко Велјановски не можел да ги натера или да ги исклучи пратениците кои што се пријавиле за збор. Тоа е деловничко и уставно право на пратениците да се пријават за збор и да зборат. Зошто се терете тоа дека јас се поставам против да сме координирал така